Добро, добар ден и од мене. Наистина можам да го кажам и своето задоволство што ова што го слушнавме од градоначалникот на општина Јагуновци е наистина импозантно, односно се реконструираат училишта, се пуштаат градинки, се градат улици, се градат канализации, наистина паркови, од сето ова кое што можев да го слушнам, можам да кажам дека дури и она кое што било ветувано и повеќе имаме можност нормално до крајот на мандатот овој актуелен на градоначалникот на општина Јагуновци да го реализираме, па дури и она што не било ветувано со идната влада на ВМРО ДПМН. Убеден сум дека можеме тоа да го направиме, бидејќи тука се работи честно, се работи посветено, храбро и мислам дека ако вака се продолжи, а нема зошто да не се продолжи, јас сум убеден дека вака ќе се продолжи и со идната влада која што наместо да обструира ќе помага, ќе може да се реализира и повеќе од тоа кое што било ветувано. Сакам да му честитам нему, на тимот со кој што тука работи, на луѓето од администрацијата, на советниците се разбирав дека во општина Јагуновци да им посакам уште многу вакви проекти, бидејќи ова се проекти кои што се значајни за сите жители во општина Јагуновци. Исто така да искористам оваа прилика да го поздравам и градоначалникот Јовица на општина Брвеница кој што е тука со нас, пратеникот Александар, луѓето од општина Јагуновци кои што се денеска со нас и да љубедам дека во периодот кој што следи, а посебно со идната влада на ВМРО ДПМН уште многу работи ќе бидат реализирани, нема заборавени места. Овие повеќе од 25.000 квадратни километри македонска држава секаде ќе се посвети подеднакво внимание. Сите места ќе бидат подеднакво третирани и нема да има зимната влада на ВМРО ДПМН заборавени места како што е тоа сега случајот со владата на ДУИ поддржана од помалиот партнер СДСМ. Така што уште еднашка честитки до Диме, честитки до луѓето овдека и се надевам и ги охрабрувам така да продолжат во периодот кој што следи. Благодарам, кој имате прашање? Господине Мицкоски, како ги коментирате изјавите на премиерот Ковачевски во изминатите 2 дена во однос на проектот за коридорот 8 за Бехтелиенка, на вашите прашања кои што ги даваат одговорите и премиерот тврди дека договорот не е спорен, туку дека е историски. Вашиот коментар? Да, две прашања. На првото прашање ќе се обидам да дадам јасен одговор. Од тоа што можам да го слушнам од Димитар Ковачевски, но и од луѓето во владата на ДУИ поддржана од помалиот партнер СДСМ, е фактот што на ниту една дилема која што јавно ја кажавме во јавноста, не добивме одговор. Видовме две невистини и слушнавме две невистини. Првата се однесуваше на тоа дека позади овој договор стојат владите на двата стратешки партнери на Македонија, тоа се Соединетите Американски држави и Турција. Јасно дојде демантот од амбасадата на еден од овие два стратешки партнери. Јас јавно ја уверувам јавност дека ниту една влада во светот, ниту една влада, освен оваа влада корумпирана ваква каква што е на ДУИ поддржана од малцинскиот партнер СДСМ, нема да посредува во склучување на договори во кои што имаме билатерални релации помеѓу два партнера. Ниту една влада во светот. А камоли тоа да си го дозволи, би рекол, нашиот стратешки партнер број 1, а тоа е Соединетите Американски држави, или вториот стратешки партнер, а тоа е Република Турција. Верувајте, не постои. Тоа што они се обидуваа во јавноста да ги злоупотребат. Да ги злоупотребат, внимавајте. Тоа нанесе штета и на државата, но и нанесе штета во нашите односи кои што ги имаме со овие стратешки партнери. И затоа, можеби за прв пат во историјата на Македонија, амбасадата на еден од овие стратешки партнери јавно реагираше и кажа дека нити е запознаена, нити пак учествувала во изработката на овој договор кој што јавноста се уште го нема видено, а ние како ВМРО ДПМН го добивме од свиркач. Како резултат на тоа, ќе продолжам понатаму за втората лага, а тоа е работната недела и бројот на работници. Нели велеа дека бројот на работници ќе бил мнозински од Македонија, односно македонски работници ќе биле мнозинството и така натаму, за да ние како ВМРО ДПМН, подпредседателот Александар Николовски објави диаграми во кои што се гледа дека
И во самиот договор вклучен е бројот на работници од Македонија да биде не повеќе од 30%. Иако СДСМ тврдеше дека тоа не е точно, самиот Ковачевски ја демантираше СДСМ. Велејќи да, тоа е точно, но пак бројот на компаниите кои што ќе бидат од Македонија, а кои што ќе учествуваат во проектот, бил повеќе од 50%, односно 51%. Па јавно го поставувам прашањето, зошто тогаш ни е потребен ваков договор, зошто не ги викнале македонските компании? Имаме ние компании кои што се македонски, кои што граделе автопатишта и во регионот, но и подалеку. Имаме, сега да не ги набројувам, такви компании има многу. Зошто не ги викнале и под истите услови не им ги понудат на нив? Еве, соберете ги сите компании во Македонија, еве ги условите кои што им ги понудивме на Бехтел Јенка, ајде вие изградите ги. Тоа што немаше да зборуваме за 51%, 30%, 70%. Туу ќе зборувавме за 100% македонски компании кои што ќе учествуваа во изработката на овој, како што вие рековте, а го споменува Ковачевски, историски проект. Така што тоа е уште една ноторна лага, а додека пак за дилемите зошто подпишале договор каде што бараат продолжување на работната недела од 40 на 60 работни часа, иако е спротивен на Уставот, и свесно прифаќајќи да плаќаме стотици милиони евра пенали народов, овие луѓе треба тие пари да ги плаќаат. Зошто го суспендирале македонското законодавство и прифатиле законодавство од друг модел, англосаксонски, односно законодавството на Англија и на Велс? Зошто прифатиле дивоградбите да се експроприраат по иста цена како и легално изградените објекти? И уште многу зошто во периодот кој што следи ќе покажуваме во јавноста зошто прифатиле грешките во проектот на изведувачот да ги плаќаат граѓаните, односно да се плаќаат преку јавното претпријатие за државни патишта, ке треба да одговорат, ако не сега, многу брзо, со формирањето на новата влада на ВМРО ДПМН пред истражните органи во обвинителството и на суд. Јас не сум нити обвинител, нити судија, но знам дека многу ќе има простор да се занимаваме со оваа тема. И втората работа, која што вие ја споменавте, а тоа е дека ова историски проект, јас повеќе би рекол дека е ова историски блам и историска кражба на оваа влада, на ДУИ, поддржана од помалиот партнер во случајот СДСМ. Многумина ми го поставуваат прашањето зошто помалиот партнер. Затоа што очекувам дека после следните избори СДСМ ќе има помал број пратеници од Демократската унија за интеграција. Ви благодарам. Коментар во однос на тоа, владата вели дека инфлацијата е увезена, имаме енормен раст на зеленчукот. Ваш коментар за тоа? Видете, ако е увезена инфлацијата, тогаш се поставува прашањето зошто еврозоната има 2 пати помала инфлација од Македонија во март. Во март е повеќе од 14% инфлацијата во Македонија, а пак во еврозоната е повеќе од 2 пати помала. Не е тоа, луѓе. Проблемот е затоа што не ги бива, не знаат, многу крадат. Знаат дека доаѓа денот, за неколку месеци од денеска заминуваат и мислат дека сега ќе испокрадат и ќе избегаат по тоа државата и правдата нема да ги стигне. Јас ви уверувам дека нема каде да се скријат. На крај на свет ќе ги најдеме и ќе ги донесеме овдека, но и со куферите да ги вратат парите на народот што ги украл. Ево, јас ви го гарантирам. За договорот ќе биде презентиран пред пратениците со безбедносен сертификат, кој што не смеат да го споделат, но вие веќе кажавте дека го имате од свиркачи. Дали е прифатливо да биде само споделен со пратениците? Видете, овој договор треба да биде споделен со македонската јавност, со вас медиумите. Па вие потоа да отворите на јавна дебата, да можеме да зборуваме отворено очи во очи. Еве, ние отворивме најмалку 10 дилеми изминатиот период, кои што се поврзани со овој договор, за кои што сметаме дека се криминални и дека се историски криминални. Дури јас би рекол дека според влијанието кој што го имаат овие проблематични делови од договорот се поголем криминал од времето на транзицијата, кога практично десетици, би рекол стотици илјади наши сограѓани останаа без работа. Значи, кога СДСМ, дали во тоа време водечки или малцински партнер како што е сега, секогаш губи Македонија. Се менуваат знамења, се менуваат имиња, се отвараат, се затвараат устави, се краде државата транзиција, ваков тип на договори. Ова мора да го знае јавноста. Затоа што многу скоро денеска ќе имаме избори.
и ќе одлучуваме дали сакаме такви политичари да ја водат Македонија или сакаме луѓе кои што градат, кои што создаваат, реновираат училишта. Малку има можности. Има малку можности, скромни можности, мала општина, но кога се работи честно, храбро, посветено, се реновираат и училишта, се пуштаат градинки, се пуштаат канализации, се асфалтираат патишта, тоа може од тоа кое што го има на располагање. Но на следните избори народот ќе одлучува дали овие кои што ја плячкосуваат, срамат и понижуваат Македонија или опција која што гради, создава и практично опција која што ја брани Македонија. Тоа е суштината. Така што треба сите ние да знаеме каков ќе биде нашиот избор на следните парламентарни избори. Едно прашање за уставните измени. Следната недела ќе започне нели работната група. Дали планирате во некоја подоцнежна фаза? Затворена тема е тоа за мене, немам што да додам. Сум кажал се. Рековте дека во следните избори кои ќе имат своите пратеници, дали ќе правите тогаш коалиција со нив? Па ја не очекувам дека таа бројка ќе биде значително поголема од бројката што ќе има. Јас се надевам некоја консолидирана опозиција кај албанците во Македонија, а бројката на пратеници на СДСМ очекувам дека ќе биде или едноцифрен број или близу до двоцифрен број пратеници.